Историски фокус. Историски фокус. Твојата светлина зрачи како небесна звезда. Озарен со Божјата благовест, ти си Свети Василија, нашиот благодет. Ти си на престолот на нашите неголеми светители на мудроста. Ти, владико и ореол на православието. Во народот си творец на посебна топлина. На првиот собор во Никеја го креена гласот на вистината и се содзида во црквата како камен темелник и ја напиша својата света литургија. Стана кормилар во каноните на православната црква, создаде организација на Божјиот збор, монаштвото ја доби својата преобразба и така ти, Свети Василија, стана голем во висините на Божјата слава. Амин. Почитувани, тоа беше препознатливиот глас на незаборавниот доаен на македонското радиоактерство Борис Мајсторов, овој пат во улога на најава за животописот имено на мајсторот, на артистичката професија во првиот електронски медиум во Македонија, нашето старо радио Скопје, Македонското радио. Ќе си припомниме на вашиот и се разбира наш Борис, на уметникот кој со извонредната дарба и моќна трансформација креираше и толкуваше илјадници ликови во неразлични радиски и телевизиски жанрови. И, како што ви е познато, пригодните осврти секојаш ги подготвуваме со повод. Во случајот на великанот со кадифен глас Борис Мајсторов по повод 10 годишнината од неговата смрт. Приказната за неповторливиот и неуморен творец, што речиси 5 децении ненаметливо, но впечатливо, со нетрпение беше очекуван и приман во секој македонски дом, ја започнуваме преку исказот на неговата ќерка Емилија Мајсторова Стојановска. Во едно не толку далечно минато, но во едни поромантични времиња, а во оваа иста земја, децата имаа право на безгрижно детство и на свој термин. Секој ден во 19 часот, кога гласот на Борис Мајсторов преку радиото или малите екрани ги водеше во светот на најубавите бајки, во светот на јунаците од цртаните и анимираните филмови, во светот на другарството, правдата, солидарноста, сочувствувањето, добродетелството, достоинството, интегритетот. Всушност, тоа беа начелата во кои и самиот веруваше и се трудеше да ги вкорени и во мене и во мојот помал брат Димитар. Но пред се имаше дарба да чувствува безгранична љубов кон луѓето, особено оние малите, децата. Од таа љубов го црпеше разбирањето и толеранцијата кон другите, како и безбројните емоции што несебично им ги даруваше на ликовите, по кои ќе го паметат и оние кои лично не го познаваа. Роден во Велес на 17 декември 1935 година, како второ дете на Богданка и Димитар Мајсторови, од мигот кога ќе научи да чита, сам се претплатува на тогашните списанија за деца, а потоа почнува да создава и своја домашна библиотека. Љубовта кон читањето и дарбата сугестивно да ја пренесе својата имагинација на другите, ќе придонесат секојдневно околу него да се собираат малските другарчиња за со часови да ги слушаат неговите раскажувања. По желба на својата мајка, која сака да има син лекар, 2 години студира стоматологија во Белград, но прекинува поради влошените материјални услови. Во Скопје продолжува на правниот факултет. Во меѓувреме, есента 1957 година, на конкурсот за членови на радиодрамата на Радио Скопје е примен за редовен артист, од каде во мај 1999 година заминува во пензија како режисер-супервизор.
Доследни на документарниот пристап при подготвувањето на нашите емисии, а под импресии на кажувањата во текот на еднодецениската соработка со уважуваниот Борис Мајсторов во Македонското радио, те презентираме уште неколку податоци за неговото детство, школувањето и почетоците во Радио Скопје. Ние, мајсторчињата, живеевме во семејна куќа, веднаш до градскиот часовник во Велес, на самата главна улица. Нашиот род беше голем, а не помалку беа и роднините од страна на мајка ми. Игравме најразлични детски игри. Шели, заострено дрвце на двете страни, која се удираше со еден подолг и цврст стап. Джиджалби, искршени порцелански чини, се редат едно до друго. Па ашици, игравме и зуски, джамли. И тоа на рамно или во песок покрај Вардар правевме дупки. Празник беше, да речам, кога од дома ќе земевме чорап, ќе го наполневме со памук, потоа ќе го сошиевме со игла и конец, и топката беше подготвена за игра. Тоа беше вистинско доживување. Најчесто се игравме во Долното Мало, до самиот брег на Вардар. Таму беа повеќето од другарчињата. Бев многу пргав, немирко, љубопит. Па затоа татко ми на 6 години ме запиша на училиште. Во основното, Свети Кирил и Методи, бев меѓу избраниците кои по повод училишните и државните празници рецитиравме. А во гимназијата Кочораци бев член на драмската секција. Во таа секција беше и Благој Андреев. Ние Оцко го викавме. Подоцна беше режисер во Радио Скопје и во телевизијата. Секогаш сакав да бидам во друштво со повозрастните од мене, зошто од нив полесно ги дознавав вистините за животот, настаните во свет. Како дете бев сведок на демонстрациите. Бараме леп во Велес. Бев учесник на бомбардирањето на Велес од страна на германците, но и бомбардирањето на сојузниците, нередите со Трст. Токму мојот интерес за личностите и настаните изворно ги слушнав и затоа често ќе чудев од возрастните. Ѓавол дете, ќе дочекам и да видам што ќе стане од него. Во Долното Мало постоеше зградата на судот. Кога во неа беше сместено музичкото училиште, учев виолина. Завршив 3-годишно музичко образование. Имав среќа да ми предаваат добри музички педагози, како Неда Ѓорđević, внука на Никола Тесла. Имав богата библиотека и многу читав. Некои од приказите кои ми беа интересни ги читав по неколку пати. Ги знаев наизуст. Често, по цела вечер, многу години на другарчињата им раскажував разни приказни. При тоа се трудев ликовите да ги раскажувам во диалошка форма. Тоа интерпретирање им беше интересно на другарчињата. Дури по многу години осознав дека моите први обиди за интерпретација се одвиваа во моето мало, пред моите другари, мојата прва публика. Кога матурирав, сакав да одам на студии на Академија за театар, филм и радио во Белград. Меѓутоа, мајка ми се спротистави и рече: "Не сакам да ми бидеш палјач." По нејзина желба запишав да студирам стоматологија во Белград. Татко ми беше занаетчија и така ме издржуваше. Меѓутоа, не било запишано во мојата судбина да го завршам факултетот. Дуќанот на татко ми изгоре. Се врати во Скопје и студиите ги продолжив на правниот факултет. Едно утро, есента 1957 година, кога појадував во Бристол, го чув соопштението на радио дека е последен ден на конкурсот за прием на артисти во радиодрамата. Собрав храброст и се пријавив на конкурсот. Околу 11 часот и 30 минути отидов во радиото кај мојата соученичка Оливера Николова. Од неа побарав материјал од библиотеката на радиото.
Та успеа според пропозициите да ми обезбеди бели мугри од кочораца. Лози на Блаже Конецки и една мала книшка со едночинки. Од нив избрав една песна, 15-16 реда од расказот Лози, како прозен текст и некаков мал, ефтин монолог. Аудицијата беше закажана во 14 часот. Во конкурсната комисија беа Илија Милчин, Тодорка Кондова, Благоја Анастасовски како уредник на редакцијата Радиодрама и Благоја Андреев Обско. Во одворот на улица Марксова, во која беше старото радио, бев многу изненаден од бројот на заинтересираните. А кога влегов во ходникот кон студиото 2, ги слушав кандидатите, како изговараат големи монолози од Шекспир, Чехов. А јас, за тој час и половина, нема време избраните делови напамет да ги научам, како што бараа пропозициите. Се замислив малку, но вечен оптимист, се послужив светрина. На тие пред студиото, кои има голема трема, им сугерирав малку да излезат во двор. Така, меѓу првите влегов во студиото. И искрено му изјавив на председателот Милчин. Доаѓам овде да научам, ако бидам примен, да се изградам во артист кој ќе ги задоволува и потребите на куќата, а и моите жели. Тогаш ме праша. Дали ова го правам заради хонорарот, да си олеснам при студирањето или мислам сериозно да се занимавам со уметност? И вториот мој одговор беше искрен. Ако навистина во мене има дарба и способност, а вие ја откриете и ми помогнете, тогаш целосно ќе се одадам на моето остручување. И така, од околу 120-130 пријавени, кога ги видовме резултатите, на списокот бевме само 12 кандидати. А од кога поминавме еден подготвителен период, работејќи со Благој Андреев, останавме 6 мина. Многу брзо со помошта на сите колеги, но и од страна на тон снимателите, Предраг, Миле, Блага, Киро, Стипе, кои ми ги објаснува основните правила за игра пред микрофонот, акустиката и другите феномени од радиофонијата, се здобив со извонредни познавања, што ми овозможија да бидам забележан од режисерите и се почесто и почесто да бидам ангажиран во радиодрамата. Тамара Арсовска, врсничка, нешто подоцна и колешка на Борис Мајсторов, припомнувајќи се на неговото значење и зрачење во времето минато, преку емисијата 101 приказна, истакна. Куќава имаше 2 студија, кои беа креативни, во смисла на артистички креативни изведби. Детската радиодрама и радиодрама за возрастни. Во тие 2 студија се образува, изникна, низа возрастни и деца. Имаше денови кога не можевте да се тргнете од радиото ако е то 19 часот. Кога Борис Мајсторов се огласуваше со своите приказни. Токаш улиците беа празни. Постарите генерации и деца и возрастни го планираа тоа време да бидат покрај радиото. Борис беше извонреден креатор. Умееше во разни видови текстови да си ја дае душата, да навлезе, да го креира, да го каже. Неговото име се памети се уште. Низа негови креации, мислам дека се уште течат на радиото и ги слушам, се употребуваат од архивите на радиото. Борис беше прекрасен човек, како и неговите колеги. Таска Балабанова, Цветанка Јакимова, да речем само еден Зафир Хаджиманов, малиот излезе од радиодрамата. Значи, имаме луѓе како Борис, што многу значеа, треба да се присетиме на нив, треба споменот за нив да го чуваме, треба да најдеме можности и сега да има возможност на младите кадри што излегуваат од Академијата за драмски уметности, да си го најдат просторот и овде. Тука се расне, тука се негува гласот. Тука се негува зборот македонски, тука се негува продуховеноста на зборот. Значи, во слава, во чест на Борис Мајсторов, еден повик
да се паметат луѓето од тој тип и да се негуваат луѓето од тој тип и преку оваа програма. Деценија и половина помладиот од нив, Зоран Иванов, мисловно пренесувајќи се во 60-тите, 70-тите години, во спомен на Борис Мајсторов, се искажа со зборовите. Го познавав, ќе си дозволам така да се изразам, Борис Мајсторов во две фази. Едната, токму како мајстор, така и го викавме, ајде побрзо иде време за мајсторот, или иде мајсторот. Години натаму сватив дека токму тој надимак му припаѓа не само поради блискоста со презимето, туку што Борис Мајсторот или Борис Мајсторов остана единствен мајстор на занајатот што го негуваше преку приказни, обичаи и митски, влезе во срцата и во мислите на нас децата на тогашната Марксова во близина на старото радио Скопје. Роден сум и растев во тоа мало, во центарот на Скопје, во соседство со тогашното радио Скопје. Детските игри беа на Марксова и на Енгелсова, во дворот на радиото практично, таму растевме, на улицата во Малските дворови. 19 часот беше крај на сите игри. Во лето, кога прозорците беа отворени и радиото од домовите се слушаше на улица, пред позлатливата шпица го најуваше гласот на Борис Мајсторов и на нашиот свет на бајките. Во зима пак, во тоа време си бевме веќе дома, мал е денот, и се чекаше Борис Мајсторов пак 19:15, пак препознатливата шпица и се знаеш в кревет. И една приказна. Ај, луѓе, абре, што е ова чудо, не знам. Ми се пее, брем, ми се плаче. Слушам кај плачат нивјето, плачат за орачите, плуговите, така си е тоа. Нивјето плачат за орачи, некои плачат за стап. Ама, ајде да го оставиме плачењето и да бидеме малку весели, а? Да ви се пофалам. Јас сум пресечен, просечен земјаделец. Си обработувам земјичката, ама не сакам мене никој да ме обработуе. Инаку, за нас земјаделците почна сите да берат брегајле, не знали, чувте. Читам во новинче дека оние што ќе сеат пченица нема да плаќаат данок. Опа! Ако нагрвалат сега сите да сеат пченица, до година да ќе плаќаат данок компирџиите. Добро, важно е сите да се вклучиме во борбата за кркалник. Некој наоружан со плугови, некој со реферати. Ако потребни се и вакви и такви борци, ама оти бре, оние што сеат зборови да имаат поголеми приноси од оние што сеат жито. Каде забраздиш сега и јас. Тука би направила една мала дигресија како јас се сеќавам на Аврам. Чичко Аврам беше лик од хумористично-сатиричните текстови на, за жал, прерано починатиот Софе Штериоски. На програмата се емитуваше секој петок во емисијата Гласот од ковината, која беше наменета за нашите работници во странство и за диаспората. За кратко време постигна таков публицитет, што во редакцијата од сите страни на светот постојано пристигнуваа бројни писма со духовити коментари или рачно изработени подароци. И замислете си, на тие писма единствената адреса гласеше: до Радио Скопје, за Чичко Аврам, Југославија. И пристигнуваа. Во рамките на таа иста емисија, по некоја случајност од својата 11-та година, имав можност заедно со Кирил Трпков да го водиме детското катче.
Започна така што татко ми ме запраша дали би сакала да се обидам да влетам во емисијата, само додека децата од детската радиодрама се вратат од летниот распуст и дека тоа би било уште едно добро искуство за мене. Јас прифатив и никогаш не зажалив. Иако да го имате професионалецот и перфекционистот Борис Мајсторов за учител, изгледаше вака. Откако завршив со учењето за следниот ден, ми го даде текстот и седна покрај мене со мал теренски магнетофон, за да го слушам прочитаното и својот глас. Повторно и повторно, се до 1 час од пополноќ. Но резултатот не изостана. А јас, со тек на времето, ја научив и тајната на неговата, често пати споменувана од неговите соработници, шифрирана интерпункција. Борис Мајсторов беше еден од пионерите во воведување, програмско ситуирање и усовршување на специфичните уметнички жанрови на македонската радиотелевизија, кои беа органски поврзани со артистичката изведба. Со својот ангажман на сите 3 програми на радиото зад себе остави лирски, драмски, трагични и хумористични ликови во околу 1300 радиодрами за возрастни и за деца, безброј ликови од 5480 приказни во легендарната емисија 101 приказна и за Добра ноќ, како и надсинхронизација на јунаците од околу 3000 цртани филмови и серии. Na dobranoc, dobry wieczór, miś pluszowy śpiewa wam. Mówią o mnie miś uszaty, bo klapnięte uszko mam. Jestem sobie mały miś, gruby miś, znam się z dziećmi nie od dziś. Jestem sobie mały miś, śmieszny miś, znam się z dziećmi nie od dziś. Денеска направив зимница. Тетка Хрум ми помогна да направам мармалад. Видите, стојат овде, во шпајзот. Ова тегла е малечка и не е полна. Не вреди да зафаќа место во шпајзот. Зимницата е важна работа. Зашто зимата е веќе на прагот? Добро е да имаш зимница. Тогаш можеш спокојно да спиеш. Добра ноќ. Poranna dobranoc, bo już księżyc świeci. Dzieci lubią misie, misie lubią dzieci. Со воведувањето на телевизиската програма, неговиот талент ќе добие уште еден нов и голем простор за творечки потват. Учествува со улоги во реализација на ТВ драми, емисии и серии за деца и возрастни, образовни како и хумористични и забавни емисии, а посебно во надсинхронизацијата на цртаните филмови од светската филмска и ТВ продукција. Велам посебно, бидејќи неговата сугестивна природа умееше магновено да го преобразува гласот од еден карактерно и психолошки издиференциран во друг, исто така уверливо обоен лик, тоест во повеќе едновремено присутни дејствени ликови, за разлика од големите артистички имиња од поранешниот југословенски простор, каде еден артист интерпретираше само еден лик. За секогаш ќе се сеќавам на мигот кога само што се беше вратил од работа, му телефонираа за да му соопштат дека снимката на епизодата од Работилницата на Мики Маус, која што требаше да оди на заедничката југословенска програма со директно вклучување на телевизија Скопје, некој погрешка ја испришал. Тој се врати на работа и во точно определеното време за емитување цели 25 минути во живо интерпретираше 8 ликови. Мојата привилегија е што сум негова ќерка. Велат дека зад секој успешен маж стои успешна жена. Голема вистина. Тоа е мојата мајка Цветанка која пожртвувано се грижеше за домот и за семејството.
Имаше моменти кога татко ми само ќе се јавеше по телефон и ќе речеше дека во толку часот треба да биде спакуван и ручекот да биде подготвен за што заминува на пат. Постојано се грижеше, особено додека бевме помали, специфичното работно време и службените отсуства на татко ми да не ги почувствуваме. Но и покрај големата посветеност кон работата, Борис Мајсторов, како татко и сопруг, не дозволи да не изневери. Беше строг, но правичен, слободумен и демократичен. Имаше огромно трпение да не изслуша, да разговара или да полемизира со нас. Во далечната 1964-65 година, додека мајка ми се уште работеше, татко ми беше тука за да ме носи во градинка, а кога зимно време автомобилот ќе откажеше, ме влечеше со санка од Карпош 2 до Козле, зашто во градинката до нашата зграда немаше место за мене, а потоа трчаше да фати автобус за да стигне на работа. Живееше скромно, без обштествени бенефиции и привилегии, не веруваше во партии и идеологии. Велеше дека и најхуманата идеја штом прерасне во идеологија, постои опасност да биде злоупотребена или девалвирана. Но безкомпромисно веруваше во правдата, вистината, хуманоста и слободата. И уште нешто велеше, дека низ историјата уметниците секогаш зависеле од добрата волја на политичарите. Но политичарите секогаш и завидувале на славата што уметниците ја уживале. Борис Мајсторов за своето уметничко креативно творештво е добитник на повеќе награди и признанија, плакети, благодарници и пофалници. 2 пати е наградуван од Југословенската радиотелевизија, а во 1974 година и по 3 пат со единствената награда за интерпретација од областа на хумористичните емисии за ликот Чичко Аврам. 3 години е избиран од радиослушателите за артист на годината, добитник е на годишната награда на Македонската радиотелевизија за долгогодишни исклучителни достигнувања на програмите. Тој е повеќекратен добитник на првата награда за интерпретација на интерните годишни конкурси на Радио Скопје, а е одликуван и со орден на трудот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Борис Мајсторов почина на 17. јануари 2008 година. Заврши документарната емисија Историски фокус, посветена на неповторливиот великан на македонското радиоактерство, на уметникот со извонредна моќна интерпретаторска трансформација Борис Мајсторов. Повод за подсетување на животописот на мајсторот, што се од децении ја анимираше преку стотиците цртани херои, детската имагинација на човекот со кадифен глас, е 10 годишнината од неговата смрт. Во осветлување на ликот и делото на незаборавниот Борис, наши гости беа ќерката Емилија Мајсторова Стојановска, Тамара Арсовска и Зора Иванов. Спикер Жарко Милевски. Тон мајстор Тони Цаневски. Автор Александар Ангеловски.